Зголемување на етничката нетрпеливост, на хистеријата во општеството, но и на евроскептицизмот. Ова е замката во која може да западне Македонија, доколку на маса се најде поголем пакет на уставни измени. Политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски вели дека е запрепастен од искажаната желба на Алијанса преточена преку став на министерот за правда, дека кога веќе се менува уставот, треба да се избрише и формулацијата 20% и албанскиот да стане втор службен и официјален јазик. На таква сензибилизирачка тема каде што кажувате дека ќе го отворите уставот се со цел да се добијат тие двотретински потребни пратеници, а немате се уште политички обезбедено таков кворум, дополнително да вметнете и такви барања со кои уште повеќе ќе сензибилизирате и поларизирате јавноста, мислам дека во најмала рака е невкусно. Атанасовски вели дека Европската унија 30 години не се води од емоции, ниту пак според правни норми кога станува збор за Македонија и дека ниту една земја од Источна Европа не испорачала ништо друго освен исполнување на копенхашките критериуми. Уште потраично за Македонија според него е тоа што и да влезат бугарите во уставот, ЕУ не дава гаранции дека тогаш Македонија конечно ќе може да ги отпочне преговорите. За жал за Македонија, освен исполнување на тие копенхашки критериуми, ние имаме други апсолутно неразумни, јас постојано ги велам, и антицивилизацијски, антиевропски барања од соседите кои задираат во идентитетот и во суштината на еден народ, и мислам дека ниту една земја членка која е денеска на Европската унија од Источна Европа полноправен член не се соочила со такви апсурдни барања од своите соседи. Познавачите сметаат дека меѓународниот притисок за промена на уставот само ќе се зголемува, како што беше случај и при промената на името на државата по потпишувањето на Преспанскиот договор.